Повеќе месечниот карантин и летниот период си го направија своето. Што ако угостителите работат според протоколите, кога граѓаните, а особено младите, жедни за дружење и забава ги прекршуваат истите? Тука настанува проблемот, вели председателот на Сдруженијето Прилепски меанџии Јордан Момировски. Тој смета дека инспекциските служби требало да бидат поприсутни на терен. Тука треба инспекциските служби да си зема малце контрола, да си постава, да си вида. Ја мислам, овие кафичи што се во градов и гостителски објекти, горе-долу се почитува мерките. Сега другото, не знам како би било. Секој објект си одговара лично за себе. Не можеме ние со Сдруженијето со еден став за сите да заземиме. Секој си одговара за себе. Од друга страна, младите прилепчани свесни се за своето однесување и ја признаваат личната вина за непочитувањето на мерките. Некои од нив дури и сметаат дека повторно требало да се вратат рестриктивните мерки, ако не целосно, тогаш барем делумно. Да, не е во ред, дефинитивно треба да се вратат рестриктивните мерки како што си беше претходно, значи да не функционира ништо бидејќи бројот секој ден е се поголем и поголем. Не е во ред да функционираме вака нормално како сега. Многу бројката расте за овие заразени ве сега. Треба да се вратиме пак во полициски час затоа што многу се шири ова со вирусот. Младите никако сериозно не го прифаќаат ова затоа што тие сепак се млади, тие не интересираат за вирусот. Мислат дека не е тоа ништо, ама тоа е седа. Треба да има пак рестриктивни мерки, ама во согласност со законот како што беше претходно донесен. Значи да има растојание помеѓу масите и тоа. А тоа не се забележува сега еве по клубовите, по кафичите, растојанието на маси поголемо да седат помалку луѓе? Мислам дека не. Не се почитува ништо. Проблемот е во нас. Според Момировски, изминативе неколку месеци биле исклучително тешки за прилепските угостителски објекти, кои се 80 на број со преку 700 вработени. Тој смета дека доколку државата не им обезбеди финансиска помош и за наредниве 2-3 месеци, добар дел од угостителите до нова година ќе биделе принудени да затворат. Ако оди вака, ако не се даде таа помош, до нова година 3-40% од капацитетите во Прилеп и во Македонија ќе се затвора. Таква е проценката на групацијата на угостители на Република Македонија и се очекува дека сите сега што работа на нешто се чека. Инаку големата фама околу работата на угостителските објекти, особено на клубовите, се крена викендов, откако на социјалните мрежи осамнаа видеозаписи за големи журки без почитување на заштитните здравствени протоколи.